Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во училница на часот по математика за трето оделение. Моето име е Елена Петровски и сум оделенски наставник во Основното општинско училиште Круме Кипески. На денешниот час ќе решаваме задачи со календар. Кои се целите на ова учење? Да се применат стекнатите знаења од календар при решавање задачи со календар. Додека очекувани резултати се да умееме да пронаоѓаме датум на календар, да определуваме ден од седмица на календар, да определуваме изминат период на календар. Се сеќавате ли што е ова? Ова е календар за 2020 година, во кој ги имаме обележано и запишано деновите, месеците и неделите од целата година и ќе ни послужи за помош при решавање на задачи со календар. Сега заедно да се потрудиме да решиме неколку задачи. Прва задача. За секој датум запиши во кој ден од седмицата се паѓа. 10 јануари, 1 март, 8 мај, 4 август, 9 октомври, 31 декември. Сега, драги ученици, може да проверите дали точно ги запишавте деновите од неделата. Петок, недела, петок, вторник, петок, четврток. Се надевам дека дадовте точни одговори. Втора задача. Запиши го датумот за секој ден. Првата недела во април, вториот петок во септември, третата среда во јули, последниот четврток во ноември. Сега може да проверите дали точно го запишавте датумот за секој ден. 1 април, 11 септември, 15 јули, 26 ноември. Се надевам дека и за оваа задача дадовте точни одговори. Сега, драги ученици, ќе ве оставам да пробате сами да решите неколку задачи. Прва задача. Кој ден е ден пред петок? Втора задача. Кој месец е помеѓу јуни и август? Трета задача. Кој е првиот месец во годината? Четврта задача. Третиот ден од седмицата е? Пета задача. Кој ден е 11-тиот ден од 12-тиот месец? Шеста задача. Кој е последниот месец од годината? Седма задача. Уште колку недели има до крајот на годината? Се надевам дека и овие задачи ќе ги решите успешно како и претходните задачи, а сега, драги ученици, за домашна задача решете и следните задачи во вашите тетрадки за домашна работа. Прва задача. Кој е датумот на твојот роден ден? Втора задача. Во кој ден од седмицата се паѓа твојот роден ден? Трета задача. Како се вика месецот по март? Четврта задача.
колку месеци има во една година. Петта задача, колку денови има во годината. Шеста задача, колку недели има во една година. Ви благодарам на вниманието, ви посакувам успешна работа, останете дома и во добро здравје.